Ако затоплувањето е најголем проблем, вие можете да имате затоплување што не загадува или од струја, или од газ, или да го приклучите на парно. Сите директиви на Европската Унија, посебен план за приклучување на парно, стимулирање на субвенции за инвертори, одат во тој правец. Не постои механизам да го земите воздухот и да го однесете некаде. И затоа овој план, аргументирам, е добар, зашто е тоа единствената мерка да се справите со изворите на загадување. И затоа планот за чист воздух во 2019 година ќе заврши со 45 променети затоплувања во градинки и основни училишта, со 26 основни училишта и градинки енергетски ефикасно интервенирани и со 11 градинки во Скопје сменети со урбано зеленило, но не само со зимзелени дрва, туку и со плодородни дрва, за да можат дечињата и дучат во процесот на кога доаѓаат во своето училиште, во својата градинка. Во рамки на тој план за чист воздух кој го операционализира програмата за борба со аерозагадувањето, се и најголемиот инвестициски потфат за справување со аерозагадувањето, тоа се 10 милиона евра за инверторите за домаќинствата. Инвестиции во јавниот сектор, до година идејата е да нема јавни институции, да ги намалиме, да немаат затоплување од нееколошки извори, се разбира мора да има понуда и за граѓаните. Дека тоа не е само единствена мерка, ќе наведам уште неколку аргументи. Гасификацијата достигна до 204 километри. Министерството за економија дава субвенции од 70 милиони денари за енергетска ефикасност. Тоа го прават и локалните самоуправи. Од пред некој ден постои објавата за замена на плинот или за воведување на плинот во возилата со субвенции од државата. Од 18 се намали на 5% ДДВ-то за топлинска енергија, за да можеме да ги стимулираме граѓаните, денеска сметките се помалечки.